ISO 45001 помага да се континуирано унапреди компанијата, односно подобри нејзината ефикасност преку правилно водење на овој систем за здравје и безбедност при работа, кој се базира на следните принципи. Пред се, создавање на една здрава и безбедна работна средина, потоа исполнување на сите законски и други барања, контрола на тие ризици при работа, и тоа од хиерархиски аспект, и секако максимално учество на вработените и сите заинтересирани страни во овој систем. И не можеме званично да кажеме колкав е тој број на компании кои го имаат имплементирано, меѓутоа јас стојам на ставот дека повеќе од 10 до 15 компании во Македонија го имаат имплементирано ОКСС-от. Сите мислат дека со исполнување на законските обврски, односно Законот за безбедност и здравје при работа е завршена работата, но факт е дека со стандардите од едно повисоко ниво на препознатливост на самата компанија, и од таму кажувам дека бројката е мала, а треба да биде секако поголема. Што не е случај со стандардите ISO 9001 и 14001, имаме повеќе компании, дефинитивно, околу 100-150 компании, тоа е мој податок, односно податок на Центарот за квалитет во рамките на Стопанска комора, што не значи дека официјален бидејќи го немаме тој национален регистар, се надевам дека е поголем. Ова е основа да и повик да овој регистар наистина заживее и да сите ги дадат овие податоци, па да манипулираме со бројки кои се реални. Секако дека постојат куп на бенефици или придобитки од имплементирање на овој стандард, јас би навела неколку. Тоа е глобализацијата. ISO 45001 е признат и препознат стандард интернационално, и со самата имплементација ја става компанијата во елитната група на компании. Потоа создавање на најдобри практики, создавање на безбедна здрава и безбедна работна средина, подобрување на ефикасноста со самото намалување на стапката на несреќи и повреди, се зголемува нивото на ефикасноста на внатрешните операции, подобрување на бизнис перформансите, професионалното управување со здравје и безбедноста при работа доведува до намалување на болести и повреди на работно место, идентификација на опасности и ризици кои ќе се јасно оценуваат и реоценуваат, следење и мониторинг, односно поставување на точни параметри во мерењето на ниво на перформансите на овој систем, потенцирање на промени, односно бегање од фразата откривање на проблеми, а потикнување на режимот на превенција, што значи поголема ефикасност, а преку тоа и мотивирање и вреднување на вработените, и постојано подобрување, односно потикнување, континуирано подобрување преку концептот нула несреќи. Со нагласување на потребата од овој стандард, поради фактот што стануваме се поистрајни во настојувањата да бидеме членка на Европската унија, а таа пак добро знаеме дека без преседан почитувањето и примената на стандардите секогаш ги става на прво место. Ова е апел да се купуваат стандарди и да се имплементираат, меѓутоа во овој случај зборам за менеджмент стандардите, така да од типот на ISO 9001, 45001, 22000, 14001, стандарди кои во голема мера ја подобруваат конкурентноста, сите оние компании кои се веќе сертифицирани по нив тоа добро го знаат, колку тоа им помага во нивната работа и внатрешно, а и надворешно на пазарот се препознатливи. Тоа од нас како компанија не водиме баш рачун дали е прескапа, преевтина, значи кога се зборува за здравето и безбедноста на работа, мислам дека секоја нормално општествено одговорна организација ќе одвори цена за подобрување на сите тие бареми и имплементација на стандард. Конкретна цена не знам да ви кажам. Јас ви кажам дека